Македонија во изминатиот период, во последниве некаде од 2009 кога се изработи една стратегија за развој на дистрибутивните мрежи, па понатака од 12-13 се распишани повеќе тендери за да се најдат инвеститори кои што би ги развиле дистрибутивните мрежи. Порано се одеше на концепт да Македонија на еден тендер се подели на 5 региони, па на еден на 3 региони и сега цела Македонија е една дистрибутивна мрежа и за жал до сега немаме ниту еден успешен тендер. Значи во делот за дистрибуцијата да доцниме и сега имајќи во предвид дека природниот газ се смета за транзиционо гориво, доколку развиваме дистрибутивни мрежи за природен газ, тие дистрибутивни мрежи ќе треба да имаат можност да го користат и водородот. Но тоа ќе зголеми инвестицијата поради тоа што да речам зидовите на овие пречникот на овие цевки треба да биде поголем. Инаку во овој момент ќе се гради нова интерконективна врска со Грција, низ која што ќе може да поминува и водород, а исто така понатака оваа треба да продолжи и во Србија, особено во јужниот дел на Србија, исто така има идеја да помине и во Косово. Значи, тоа е тоа што го има Македонија како инфраструктура и дополнително се развија внатре во државата магистрални гасоводи кои што идат кон Праѓаат, Неготино, Кавадарци, понатака Прилеп, Битола, исто така и до Штип има и во Западна Македонија до Тетово и Гостивар, но тие се уште не се ставени во функција. И развојот на дистрибутивните мрежи ќе бара време, значи ќе треба да се распише тендер, па потоа тој тендер да вообичаено наши искуства покажуваат дека трајат по неколку години, по 2 минимум, и понатака ќе треба таа мрежа да се развива, но тоа што веќе се знае дека не може да се конкурира, особено во Скопје, каде што има развиена дистрибуција за топлинска енергија, значи тие треба да се прават во подречје каде што нема да се конкурира со топлинската енергија и тој процес ќе трае и ќе треба да се најде соодветен начин како да ги удоброволиме домаќинствата да се приклучат, бидејќи ја верувам дека приклучокот нема да чини, имајќи ги во предвид искуствата, нема да чини многу во Куманово и во Струмица, и еден од условите на последниот тендер беше приклучокот да чини 100 евра, но тоа не се многу средства, но ќе чини менувањето на целата опрема на едно домаќинство за да може да го користи природниот газ. Изводливо ли е тоа во услови во кои сме ние во држава? Па некаде за период од сега за 3 до 5 години можеме да го изведеме ако се организираме добро. Значи, да дадеме можност да се користи природниот газ, но треба да се знае дека цената на природниот газ прилично варираше во изминатиот период и веќе имаме искуство во Струмица и во Куманово, кога беше екстремно висока, голем број потрошувачи ни се исклучија. Значи, на природниот газ, ние на цената на природниот газ, како држава, не можеме да влијаеме и тоа ќе ни прави дополнителни проблеми во гасификацијата на нашата држава, односно ширењето доле на дистрибутивни мрежи за да може да бидат опфатени што е можно повеќе домаќинства. Значи тоа може да представува проблем и е пречка реално со цена, например, како што имавме 500 евра за мегават час, нема игра, нема конкуренција, тука нема пазарна логика некој да плаќа толку скап природен газ. Регулаторната комисија за енергетика за да спречи, да речеме, однесување на инвеститори при градба кое што не е соодветно,
а државата го има неприкосновеното право таја да каже на кој начин ќе се греат и домаќинствата, но и комерцијалните објекти. Ние предложивме измена на Законот за градба пред неколку години, каде што јасно кажавме кога ќе се издава одобрение за градба, да биде точно наведен и начинот на затоплување. Затоа што, како што се кажува за венецот, колку да биде високо, и да се каже и овоа, затоа што имавме случаеви во Скопје се градат нови згради на 200-300 метри од топлификација Запад или топлификација Исток и инвеститорите не ќе да се приклучат на системов за топлинска енергија во Скопје, поради тоа што на нив ќе им ги зголеми трошоците. Но мислам дека со овие цени сега кои што се настановите во Скопје, така да час поскоро треба да се измени Законот за градба во оваа насока. А до каде е тој процес? Имате ли? Па, ние го дадовме како предлог. Јасно е веќе дека тој не е разгледан посериозно и нема од тогаш, треба да се измени Законот за градба, тоа треба да го направи Министерството за транспорт и врски. И за жал нема фидбек. Но тоа мислам дека е најдобар начин за да имаме оптимизација на трошоците за затоплување на граѓаните во државата. И да се знае, во тие делови на секој град ќе се затоплува со електрична енергија. Таму во другите делови со топлинска енергија или природен газ, така да тоа да се прави со план за да не се конкурираат помеѓу себе различните видови на енергија и енергенси. А има ли таков план во земја? Тоа се прави за 6 месеца и мора да се направи.